Добар ден, кратки најави за денес. На Информатичкиот универзитет во Охрид одбележан меѓународниот ден на девојките и жените во науката. Охрид е наш врвен приоритет и остануваме посветени на спроведување на препораките, истакнал Пецаков во седиштето на УНЕСКО во Париз. Ке се формира национална платформа за борба против еколошки криминал и кривични дела против културно наследство. Нема веќе анонимно пријавување неправилности со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец, максималната температура до 10 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди кон крајот на денот и во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд. Утринската температура од 4 степени, а максималната дневна до 10 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 1 до максимални 14 степени. Продолжува периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд кои локално ќе бидат пообилни. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Поради продор на постуден воздух и засилен северен ветер, во почетокот на новата седмица врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег и на некои од пониските места. Поддршката на младите жени и девојки во науката, технологијата, инженерството и математиката е неопходно за нивниот огромен потенцијал да дојде до целосен израз без нееднаквости и предрасуди. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид беше одбележан меѓународниот ден на жените и девојките во науката и уште еднаш беше потенцирана потребата од создавање политики и клима за што повеќе девојки да се вклучат и напредуваат во науката. На Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле во Охрид денеска беше одбележан меѓународниот ден на жените и девојките во науката. Целта е што повеќе жени и девојки да се охрабрат да се вклучат во академскиот живот и професионално да се реализираат во науката, технологијата, инженерството и математиката. На УИНТ има одличен баланс помеѓу мажи и жени со вклученост на околу 30% студентки, што е за технички науки солиден процент, велат професорите од оваа високообразовна институција. Во моментов можеме да се пофалиме со на 30% девојчиња вклучени како наши студентки и можам да кажам дека средината се повеќе и повеќе се освестува за ова прашање. Нашите колеги се и како сензибилизирани за овие прашања, така да никогаш не сме имале проблем да се договориме со нив ако ни било потребно некаква замена или разбирање. Се повеќе се стипендии баш за девојчиња и жени во науката, тоа се стипендии на Google, на Microsoft, на Tesla, кои па дури и на автомобилската индустрија, кои се повеќе финансираат жени. Баш пресудно е да си жена или студентка за да можеш да аплицираш за една таква стипендија. Тоа го има и во Македонија, значи да се повеќе стипендии, се повеќе обуки, значи дури предност при некој семинар или некоја студиска група се дава на девојчиња. Тие стереотипи, јас мислам дека веќе се надминати и во 21 век мислам нема смисла да збораме веќе за стереотипи дали жените може и да се развиваат подеднакво како мажите. Секако имаме доста докажани студентки кои што успеале, имаме наши алумни кои што се на престижни фирми, кои што се вработени и студираат, се унапредуваат на престижни универзитети низ Европа. Шансите за успех се подеднакво за сите. Знаењето кое што го нудиме
го прифаќаат подеднакво добро и мажите и жените, така да мислам дека сме стварени во тој аспект. Евгенија Пулеска, студентка на 3-та година на Факултетот за машинска интелигенција и роботика при УИН, смета дека девојките со секоја наредна генерација се повеќе се свесни за својот потенцијал и спремни да го следат својот сон да бидат истражувачи, инженери, научници. Јас лично не сум видела некоја мака затоа што сум жена во науката, напротив мислам дека ми оди баш добро. Ама не ова само за нас лично, затоа што се однесува и на жените кои, да речем, претходниве векови се мачели да може да го работат и да го учат оно што денеска ние го правиме. И затоа да им дадеме почит и нив и да испратиме порака дека на добар пат сме и дека треба да продолжиме така, затоа што се уште можеби не кај нас, затоа што да речем сме народ кој што со векови бил угнетуван од други страни, малку имаме повеќе чувство за кои што треба да заслужува и кои се правата на луѓето општа земја, не само мажите или жените. Ама има места нормално каде што уште не е таа состојба постигната и да испратиме на порака и дека не е ништо забраваме, дека тука сме присутни, сме следиме и дека действуваме да оди на подобро. Охрабрувањето на жените во STEM областите е глобална потреба. Преку едуцирање на жените се едуцира нацијата како целина, истакна амбасадорката на Народна република Кина во Македонија, Џијанг Сјаојан, која со присутните студенти сподели лични искуства и инспиративни приказни за тоа какви промени може да креираат жените во општеството. In China we have a say that women can hold up half of the sky. My story. Во Кина имаме изрека дека жената може да го крепи небото. Многу жени и тука во Македонија се доказ за тоа. Во науката многу можеме да направиме заедно. Прво со креирање политики мора да создаваме околина која ќе овозможи еднакви можности за девојките и жените да учествуваат во студирање, истражување и развој на науката. Второ, треба да ги зајакнеме жените економски и да ја подигнеме свеста за нивниот развој и потребата од системска поддршка на студентките во науката и технологијата. Меѓународниот ден на жените и девојките во науката, усвоено од Обединетите нации во 2015 година, има за цел да го истакне значењето на создавање клима во која потенцијалот и интелигенцијата на жените ќе дојдат до израз во професиите од науката, технологијата, инженерството и математиката, без родови нееднаквости и предрасуди. Македонија е една од ретките земји во Европа каде што повеќе од 50% од вкупниот број истражувачи се жени, што е показател за нивниот огромен потенцијал, но и понатаму жените се соочуваат со прашања како породилно отсуство, потешко напредување во кариерата на раководни позиции или мобинг поради својот пол. Охрид е наш врвен приоритет и заедно во тесна соработка со владата остануваме целосно посветени на спроведување на препораките за заштита на Охридскиот регион. Ова го истакнал градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков на средбите со високи представници на УНЕСКО во Париз. Посетата на државната делегација на седиштето на УНЕСКО во Париз на работни средби со високите представници на организацијата, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков ја оценува како исклучително значајна. Тој посочува дека за прв пат еден градоначалник на Охрид остварил директна средба со генерален директор на УНЕСКО. Покрај средбата со генералниот директор Калет Ел Енани, остварени биле средби со председателот на 43-та генерална конференција на УНЕСКО Конгекер Мохамед Талха и председателот на извршниот одбор на УНЕСКО Насер бин Хамад Ал Хинзаб. Како татко на градот, моја должност е гласот на Охрид да се слушне директно таму каде што се носат одлуките за светското наследство. На средбата јасно ги пренесов нашите позиции дека Охрид е наш првен приоритет и заедно во тесна соработка со владата остануваме целосно посветени на спроведување на препораките за заштита, дека работиме на долгорочна и одржлива заштита која ќе го зачува статусот на Охридскиот регион на листата на светско наследство, објави Пецаков по дводневната посета на УНЕСКО. Додава дека во Париз македонската делегација ја истакнала подготвеноста за продолжување на соработката со Република Албанија, бидејќи езерото бара заеднички пристап. Охрид бара лидерство и конкретни дела. Оваа посета е само почеток на една нова ера на транспарентна и засилена грижа за нашето наследство, потенцира Пецаков.
Со поддршка на Европската Унија, Царинската управа потпиша меморандуми за соработка за формирање на национална платформа за борба против еколошки криминал и криминални дејства врз културното наследство. Платформата треба да овозможи поефикасна размена на информации, координирани истраги и кривичен прогон. Културното наследство и животната средина се темелни вредности што го обликуваат нашиот идентитет и влијаат на квалитетот на животот, при што секој обид за нивно уништување не е само напад врз природата и историјата, туку и закана за нивната заштита и одржливост. Ваквите криминали често имаат лукративен карактер и се поврзани со корупција и перење пари, што ја нагласува потребата од силен институционален одговор. Преку системска соработка овозможуваме размена на информации, координирани истраги и поефикасен кривичен прогон, велат од Царинската управа. Проектот за јакнување на институционалните капацитети во справувањето со кривични дела против културното наследство и животната средина е поддржан од ЕУ во партнерство со Корпусот на карабинери на Италија. Збогум Буково организира панел дискусија на која што ќе се дискутира за состојбата со депониите и предлог решења за спречување на непрописното депонирање на цврст отпад во општина Охрид. Настанот ќе се одржи во петок 13 февруари во ресторанот на кровот на Хотел Су, а почетокот е закажан символично во 11 часот и 55 минути. Ке говора Дарко Блинков, инспектор за животна средина од Државен инспекторат, Вера Рауник, раководител на одделение за управување со отпад во општина Охрид, Емил Ангелов, експерт за управување со отпад од Салар Интернешнл и Ѓоко Савески, координатор за диви депонии во јавното претпријатие Охридски комунарец. Настанот е отворен за сите заинтересирани граѓани кои ќе имаат можност да постават прашање или да споделат предлози и мислења во врска со дивите депонии во општината. Настанот е организиран во рамките на проектот Регионално партнерство за подобро справување на зелената агенда на локално ниво, спроведуван од неколку невладини организации, а финансиран од Швајцарската амбасада. Агенцијата за храна и ветеринарство од 1 јануари годинава не постапува по анонимни пријави за инспекциски надзор. Сите иницијативи мора да бидат уредно подпишани и да содржат точни податоци за подносителот. Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира физичките и правните лица дека согласно новиот закон за инспекциски надзор кој е во сила од 1 јануари, инспекциските служби на агенцијата нема да постапуваат по анонимно поднесени иницијативи за спроведување на надзор за прашања од делокруг на работењето на институцијата. Постапувањето по иницијативите кои се уредно поднесени ќе се реализира согласно процедурите на агенцијата. Иницијативата може да се поднесе директно до АХВ преку контакт формата поднесете представка, објавена на интернет страната на агенцијата, електронски на имейл на info@fva.gov.mk и представки@fva.gov.mk, како и лично во секоја подрачна единица на АХВ на соодветен образец за поднесување иницијативи. Иницијативата задолжително треба да содржи назив на инспекцијата до која се поднесува, име, презиме и адреса на подносителот, односно назив и седиште на правното лице, законски застапник или полномошник доколку ги има, краток опис на повредата и назначување на субјектот кај кој се бара вршење на инспекциски надзор. Доколку поднесената иницијатива е нецелосна или нејасна, таа ќе се врати до подносителот кој треба да ја прецизира и дополни во рок кој не е подолг од 7 дена. Доколку подносителот не ја дополни иницијативата со која што бара надзор, во определениот рок ќе се смета дека истата ја повлекол. За повеќе информации, посетете го порталот tvma.mk. Пријатно!